Разговаравме за еднината и кога разговараме за еднината, тешко е да најдеме разлика. Меѓутоа да дојдеме таму ни треба да ја надминеме актуелната разлика, разликата околу името. Задачата не е лесна, ова практично е втората вистинска средба за која што разговаравме за сите суштински елементи. И се работи за многу деликатен баланс. Јас пола ден мислам што е важно за јавноста во Грција и другата половина мислам што е најважно што за нас овде во Република Македонија треба да го покриеме. И ако едно мало чекорче се направи во еден правец, целата равенка се поместува. Прашањето трае долго, се обидуваме да изградиме доверба, да објасниме, да информираме, мислам дека уште има предрасуди. Мислам дека и од другата страна, се надам дека Никос тоа ќе го потврди, има вистинска желба ова да се надмине, на начин што нема да понижи никого, а ќе ги отвори вратите за еднината. Најлесно од се е да не се допираат вакви прашања, што се долго време проблем, меѓутоа тоа не помага. И затоа ќе продолжиме, како што знаете и како што беше најавено, идната недела ќе повториме, повторно ќе го отвориме прашањето заедно со медијаторот. Ќе имаме многу повеќе, бидејќи ова денес е меѓу другото и билатерална посета. Таму ќе бидат разговорите само за ова прашање. И ако има потреба, се разбира, ќе се договориме уште еднаш да се видиме, па и повеќе пати, додека не најдеме некој начин да ги поместиме работите напред. Добро е што сум правник. Мислам дека тие членови во нашиот устав ги уредуваат надлежностите во меѓународните односи. И членот 119 определува кој подпишува меѓународни договори во името на државата. И вели, по правило тоа го прави председателот, а може тоа да биде и владата. Не мислам дека е тоа некој член што баш директно навлегува во ова прашање, така што не знам колку е мудро од моја страна да одам во правец на она што вистина го прашувате во детали. Знаете, ова го прашав министерот Коцијас дали во Грција има традиција на, и ова за нашите новинери и јавност нема да биде нешто ново, ама може би за грчките да. Го прашав дали има традиција на правење филигран. Тоа е еден многу убав занает на правење накит од сребро. Тој занает бара многу големо трпение, прецизност и деликатност. И јас се од себе давам, иако не знам да правам накит од сребро, на некој начин заедно да направиме нешто што, како што кажав, ќе биде доволно добро за двете страни. Тоа може би да кажем, ама не би одел длабоко во тие уставни одредби. Ние сега имаме еден привремен режим кој што возможува некакви односи. Тој се потпира на 2 резолуции на Обединетите нации, ја имаме времената спогодба, имаме толкување од Меѓународниот суд околу времената спогодба. Меѓутоа, факт е дека сме далеку од целосниот потенцијал на отварањето. Што мислам дека ќе биде многу важно и за нашата земја, и за нашиот сосед, и за целиот регион. Одржливо решение е тоа што со помош на двете страни ќе биде прифатено од двете страни. И од јавноста, и од граѓаните. Наше е да дојдеме до точка каде што ќе бидеме спремни тоа да го отвориме и да го понудиме и да го браниме. Јас искрено понекогаш мислам дека
Иако сме на различни страни и застапуваме различни гледања, истовремено и сме на иста страна, бидејќи се обидуваме да отвориме иднина. И понекогаш противниците на компромисот ги доживувам како да се на иста страна, бидејќи влечат назад. И ова е еден вид на надпревар меѓу иднината и минатото. Ние на Балканот имаме толку многу минато, а не понекогаш немаме баш доволно иднина и мислам дека ќе биде многу важно силите што сакаат да ја отворат иднината да успеат да ги без разблига, без непочитување. Историјата е многу важна, меѓутоа неа не можеме да ја смениме, а сегашноста и иднината можеме. И одржливо решение според мене е тоа што на двете страни ќе овозможи напред и прифатливост. Да се погледнеме во очи и да се поздравиме како луѓе, соседи сме и секогаш ќе бидеме соседи. И мислам дека ако ова го изиграме вешто, ќе имаме и заедничка иднина европска, каде што веројатно многу интереси ќе споделуваме. Ќе бидеме природни сојузници. Во дилема сум, бидејќи обично јавно не отварам позиции и имам дилема дали да одговорам директно и прецизно или општо и во цели. Мислам дека во сегашната привремена референца, привремениот режим, поранешна Југословенска република Македонија, и постои името Република Македонија со придавките поранешна Југословенска, и тоа име е преведливо на 6 официјални јазици во Обединетите нации и така натаму и така натаму. Мислам дека тука тешко ми е својот народ да му кажем дека, бидејќи ние сме народ по тоа име, иако мислам дека идентитетски различни работи разбираме кога ќе се каже Македонија во Грција и кога ќе се каже Македонија во нашата Македонија, во Република Македонија. И многу е, не може да се каже дека сложено име со некаква одредница која што го содржи зборот Македонија, малку е тешко да се аргументира дека тоа е ако имаме еден збор. Може би ако се изговори брзо, може да се подизгуби, да не звучи како Македонија. Така што мислам дека е тоа тежок аргумент и за мене може многу аргументи да најдам да објаснам зошто тоа не е веројатно најдобриот правец. Ама се разбира, може би Никос ќе има различно мислење. За мене многу е важен овој момент, многу е важно дистинкцијата што се обидуваме да ја најдеме да биде достоинствена и да не направи некаков посебен случај од ова. Мора да имаме, да најдеме начин да можеме да се поздравиме, да излеземе од овој спор со исправени глави.